Добро вечер, празнично издание на Дневникот на Канал Плюс во 20 часот. Денес 8 септември Македонија одбележува 25 години од независноста. Во продолжение кратката најава. Република Македонија денес одбележува 25 години од успешно спроведениот референдум на кој македонските граѓани се изјаснија за самостојна и суверена држава. Пред споменикот на борците и жртвите од екзодусот во Егејска Македонија во населбата Балканска во Штип се одржа панихида и пригодна реч. Берово доби нов кружен тек на влезот во градот. Проектот Општина Берово го реализира со Агенцијата за финансиска поддршка и руралниот развој. Република Македонија денеска го одбележува 8 септември, денот на независноста. На денешен ден во 1991 година се одржа референдумот на кој граѓаните со убедливо мнозинство од над 95% се изјаснија за самостојна и независна држава, одговарајќи позитивно на референдумот. Република Македонија денеска одбележува 25 години од успешно спроведениот референдум. Република Македонија денеска одбележува 25 години од успешно спроведениот референдум, на кој македонските граѓани се изјаснија за самостојна и суверена држава. Во 1991 година на денешен ден, на 95% од граѓаните гласаа да за самостојна и независна Македонија. Меѓународно-правниот субјективитет на државата дефинитивно беше потврден на 8 април 1993 година, кога со акламација во Генералното собрание на Обединетите нации, Македонија беше примена за 181 полноправна членка на светската организација. Македонија како независна земја први ја признаа Република Бугарија, потоа Турција, Словенија, Хрватска, Русија, Босна и Херцеговина. По повод независноста на Македонија денес во собранието по пети пат се додели и државната награда 8 септември, која беше поделена во две категории за животно дело и признание за остварување во областа на спортот. Во пресрет на државниот празник 8 септември, синоќа во Македонскиот народен театар се одржа свечена академија, на која се обрати и председателот Ѓорги Иванов. А честитки по повод 25 години од независноста на Македонија изразија и градоначалникот на Штип примариус магистер Илчо Захариев и доктор Владко Миташев, председател на Советот на општина Штип. 25 години се зад нас. На самиот почеток морам да кажам дека 8 септември не е обичен ден, бидејќи по 2,5 децении не потсетува на оној светол датум и чинот по новата историја, кога над 95% од мнозинството граѓани во 1991 година одлучија да живеат во самостојна, суверена и независна Македонија. Тоа е светол ден кога нова мало парче земја, распарчувано со векови, конечно се појави сонце. Тоа сонце беше вековен идеал на многу наши генерации, низ бројни востанија и ослободителни војни, со бројни жртви кои водеа до денот на македонската слобода и независност. Чувањето на независноста е наша обврска, без оглед на предизвиците кои доаѓаат. На нас останува обврската да ја направиме Македонија политички и економски силна, развиена и стабилна држава, а нашиот град успешен и пријатно место за живење за секој граѓанин. Со огромна гордост ви го честитам овој значаен празник со желба за вечност на македонската нација. Нека е силна и вечна нашата земја, затоа што секој човек има свето право на свој дом, на свое огниште и на своја земја. Честит 8 септември да ни биде вечна Македонија. Стои во честитката на градоначалникот на Штип, примариус магистер Илчо Захариев. 8 септември 1991 година е збир на сите македонски жртви и напори, на секоја пролеана капка крв за слобода и независна Македонија. Нашиот суверенитет и слобода се платени скапо, со човечки животи и вековни маки по еден трнлив и тежок пат. Живееме во судбоносно време за нашата земја, како и пред многу векови наназад, кога се решавала судбината на Македонија и денес сме исправени пред предизвикот да ја сочуваме слободата и независноста. Затоа денешните генерации имаат света задача да го сочуваат единството и да не дозволат да се повтори робството, поделбата и крвопролевањето. Само заеднички можеме да успееме да ја сочуваме Македонија и уште многу векови да го славиме нашиот ден на независноста за многу години. Стои во честитката на доктор Владко Миташев, председател на Советот на општина Штип. По повод денот на државноста и независноста, делегација на Сдруженијето Македонски Егеј потсети на жртвите и борците од Егејска Македонија, а свештеници од Брегалничката епархија одржаа панихида пред споменикот на егејците во дворот на црквата во населбата Балканска во Штип.
Денот на државноста и независноста Сдруженијето Македонски ЕГЕ го одбележа со потсетување за борците и жртвите од екзодусот и фашистичкиот терор во Егејска Македонија. По тој повод пред споменикот во населбата Балканска кај Штип во дворот на црквата Цар Константин и Царица Елена се одржа панихида во сослужение на свештеници од Брегалничката епархија. По повод Денот на независноста, 8 септември, Сдруженијето Македонски ЕГЕ традиционално секоја година положува свежо цвеќе пред спомен обележјето на борците и жртвите од екзодусот од Егејскиот дел на Република Македонија. Ова прилика ја користам од моје лично име и од името на Сдруженијето Македонски ЕГЕ на сите граѓани на Република Македонија да им го честитам 8 септември, Денот на независноста. Овој ден значи големо значење за македонците кои се протерени од Егејска Македонија. Тоа значи дека овој споменик на борците и жртвите кои се загинеле од 1945 година до 1940 година, тие 110 борци кои се наоѓаат нејните фамилии во Штип, го положија животот за слободна Македонија и го стави еден голем темел за да оваа држава биде цврста. На одбележувањето по повод денешниот празник присуствуваа и представници на македонски здруженија во Република Бугарија. 8 септември не би бил возможен 8 септември не би бил возможен ако не беше 2 август 1944 година. Многу малку во Македонија се зборува и за 10 август 1913 година, кога Македонија е поделена. Треба постојано да се потсетуваат помладите дека два дела од Македонија тогаш останале под окупација. И мал дел има во Албанија. Во Штип во рамките на манифестацијата Бела ног се одржаа неколку културни настани. За посетителите беа отворени вратите на музеот на ВМРО, отворена изложба на слики и презентирано етнолошкото богатство на Штип и регионот. Во рамките на културната манифестација Бела ног во Штип се одржаа неколку настани. Во легендарното Штипско новосело беа отворени вратите на музеот на ВМРО. Еве во рамките на манифестацијата Бела ног, оваа вечер беа отворени вратите на музеот на ВМРО за Штип и Штипско за сите посетители, значи влезот е слободен, а посетителите можат да го разгледаат музеот, можат да ги проследат филмовите кои што се во рамки на револуционерите на Македонската револуционерна организација, да погледнат голем број на етнолошки предмети, пишани документи и слики и сето оно што се наоѓа во овој музеј за да допрат поблиску до минатото на нашиот народ. По истиот повод во уметничката галерија Безистен беа поместени слики од збирката на Заводот музеј, а во етнолошкото одделение се одржа видео презентација на културното наследство со кое се одликува овој регион. Посетителите можеа да ги видат филмовите, етнолошките филмови кои се презентирани во просториите на музеот, и тоа се филмови, етнолошки филмови кои го представуваат кајачкиот занает, значи старите занаети во Македонија, и еден филм кој што го одбележува примањето на нашето оро Копачка од во УНЕСКО. Манифестацијата Бела ног се одржува под покровителство на Министерството за култура по повод Денот на државноста на Македонија. Берово доби нов кружен тек на влезот во градот. Проектот Општина Берово го реализира со Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој, кој во голема мера ќе зголеми безбедноста на сообраќајот во овој дел од градот. Денот на независноста на Република Македонија Општина Берово го одбележа со свечено пуштање во употреба на кружниот тек на влезот во Берово на улицата Маршал Тито, во делот каде што се вкрстува со регионалниот патен правец за Струмица. Проект кој што Општина Берово го реализираше со средства од сопствениот буџет и од Агенцијата за финансиска поддршка во руралниот развој со вкупна вредност од 8,5 милиони денари. На сите граѓани на Општина Берово и на граѓаните на Република Македонија дозволете ми да им го честитам можеби најсветлиот, најголемиот празник за нас, Денот на независноста на Република Македонија. И еве во тој убав момент, во тој свечен чин, сакавме да направиме едно свечено пуштање на еден објект кој го изградивме за доброто на граѓаните. Тоа е кружната раскрсница на влезот на градот Берово, финансирана со средства од Агенцијата за финансиска поддршка на руралниот развој, и сметам дека
таквото решение што го направивме, тоа што го реализиравме, ќе биде долго користено за доброто на граѓаните од општина Берово, а се разбира и сите тие кои се учесници во сообраќајот од соседните општини, сите туристи кои доаѓаат во Берово, ќе се почувствуваат посигурни, побезбедни. Поддршка за изградбата на овој значаен инфраструктурен проект за безбедноста во сообраќајот даваат и дел од советниците од Советот на општина Берово. Ние како Совет на општина Берово ги поддржуваме проектите кои што се во интерес на општина Берово и секогаш ќе стоиме за тие проекти кои се за доброто на народот на Берово. Присутна на отварањето на кружната раскрсница во Берово беше и пратеничката во Собранието на Република Македонија Сузана Секуловска, која воедно им го честита и денот на независноста на сите граѓани на Република Македонија. Би сакала на сите граѓани на Република Македонија, на граѓаните на општина Берово, да им го честитам овој убав ден, 8 септември, да им посакам многу здравје, многу љубов, многу среќа и на градоначалникот на општина Берово да му посакам до крајот на мандатот и се надевам дека ќе продолжиме и понатаму со работка заедничка со општина Берово да изреализираат уште многу голем број проекти како што реализираат досега. Еве денеска сум сведок на уште еден проект во општина Берово кој што имаме чест да го отвориме токму на овој голем ден. Според жителите на Берово, овој проект е од исклучителна важност, бидејќи влезот во Берово и оваа раскрсница беше со доста лошо сообраќајно решение, а кружниот тек и поставеното осветлување според нормативите за вакви раскрсници е нешто кое беше повеќе од потребно за овој простор. Основното училиште Малина Попиванова со акција за собирање облека и обувки за социјално загрозените ученици од училиштето. Општина Кочани пак на сите училишта донираше пакети со училишен прибор и ранци за учениците од семејства со социјален ризик. Хуманитарна акција под наслов "Од дете за дете" организира Основното училиште Малина Попиванова, преку која учениците донираат облека и обувки за нивните соученици кои се од семејства од социјален ризик. На почетокот на учебната година сите кочански училишта добија и донација од општината. Донацијата се состои од пакети со училишен прибор и ранци наменети за социјално загрозените ученици. Основното училиште Малина Попиванова традиционално со почеток на секоја нова учебна година почнува и со акцијата од хуманитарен карактер од дете за дете, која се однесува за собирање на облеки која не е потребна, а некому е во пресред на зимата многу потребна. Покрај оваа акција добивме донација од општина Кочани во училишен прибор, тетрадки, ранци кои ќе бидат поделени на учениците. Сакам да истакнам дека оваа хуманитарна акција и донацијата од општина Кочани е наменена за редовни ученици кои се социјално загрозени. Во акцијата за собирање облека и обувки, освен учениците, може да се вклучат и сите граѓани на општина Кочани. Од училиштето со апел до сите граѓани кои имаат облека која што не им е потребна да донираат за учениците од семејства со социјален ризик, за да може да им се помогне топло да ја дочекаат зимата. Во Виница има 534 корисници на социјална помош, а по основ на социјални услуги само за Виница во првите 7 месеци од годината државата исплатила 5.250.000 денари. 203 социјални фамилии во Виничко заклучно со јули од државата искористиле 3.285.000 денари. Или овие средства, распоредени на 534 корисници, се 6.152 денари по корисник на социјална помош. Или пак месечно гледано, социјалната помош по лице е 878 денари. Најголем дел од корисниците се работоспособни на возраст од 26 до 45 години. 110 носители се ромски семејства. Согласно најновите податоци од Центарот за социјални работи во Виница, 238 се корисници на право на паричен надомест од друго лице. 96 се корисници на постојана парична помош. 88 лица користат додаток за мобилност. 50 користат додаток за глувост, а 165 семејства се корисници на родителски додаток за трето и четврто дете. Услугите на социјалниот центар, заклучно со јули, од државниот буџет изеле 5.249.000 денари. Инаку, во центарот годинава се намалени барањата за помирување во бракоразводни постапки, само 6 за половина година, а во тек е извршување на 3 привремени мерки за заштита од семејното насилство.
Од почетокот на годината, во Виница нема ниту едно ново згрижувачко семејство, а згрижени деца во соодветни центри се 6 од предучилишно до средно образование, додека пак 6 лица со тешки пречки во развојот веќе со години се хоспитализирани во центарот во Демиркапија. Продолжуваме на друга тема. Промената на времето и наглото намалување на температурите на удар ги стави хронично болните и повозрастните. Редовните контроли и промена на терапијата се препораките на лекарите при ваквите временски услови. Драстичниот пад на температурите кој ќе се задржи до крајот на неделата најнеповолно влијае на здравствената состојба на хронично болните и повозрастните. Со зголемување на старосната граница на организмот му е се потешко да се прилагоди при ваквите промени на времето. Постарите лица се потешко прилагодуваат, особено при промени на температурите над 8 до 10 степени, веќе тоа е сериозна промена на температурата како што имаме деновиве. Оние кои немаат доволно еластични крвни садови, заради годините, заради болестите кои ги направивме, се намета на можни проблеми околу нивните болести и компликации. Редовните контроли и промена на терапијата се дел од препораките на здравствените работници. Треба да се предпазливи на првиот симптом да се јават, евентуално ако не направиле скоро контрола да ја направат таа контрола, бидејќи можеби ќе треба предозирање на лековите. Во обично знаат оние кои имаат висок крвен притисок, во летните месеци обично се случува да има потреба да ги намалуваме дозите заради топлото време, а веќе со ваков скок опасност од нагл скок на притисок е можен. Со почетокот на школската година во пораст се вирусните инфекции, кои ги наполнија амбулантите. Затоа лекарите препорачуваат поголема хигиена и јакнење на имунитетот со земање на дополнителна витаминска терапија. Православните христијани утре го празнуваат заштитникот на учениците и студентите Свети Фанури, додека во недела отсекувањето на главата на Свети Јован Крстител. Оваа година празникот Свети Јован Отсечен, како што е познат кај народот, ќе се одбележи со пост со зејтин. Според православниот календар, утре се празнува светиот маченик Фанури. Овој свет маченик потекнува од Египет и е избран за заштитник на учениците и студентите. Во Штип традиционално учениците и нивните родители го чествуваат овој празник, бидејќи се веруваат дека Свети Фанури ќе им ги исполни сите желби на учениците и дека ќе имаат успех во училиштето. Светиот маченик Фанури пострадал заради верата во Христа, бил каменуван од незнабожците и пред да умре од дното на душата со молитва повикал кон Бога. Заради овие мои мајки помогни им Господи на сите што ќе се молат за спасение на мојата грешна мајка. Според неговиот завет, православните христијани го молат Бога со молитвата спаси ја Господи мајката на Свети Фанури и помогни ми на мене грешниот. По тој повод, по повод празникот на Свети Фанури, во четврток со почеток во 17 часот ќе се служи празнична вечерна богослужба, а следниот ден петок со почеток во 8:30 часот ќе се служи света архиерейска литургија на која ќе началствува митрополитот Брегалнички господин Иларион. Во недела верниците го празнуваат отсекувањето на главата на Свети Јован Крстител. Празникот посветен на погубувањето на Свети Јован Крстител, што секоја година се празнува на 11 септември, во народниот говор се среќава под различни имиња, меѓу кои Свети Јован Сечиглав, Свети Јован Отсечен, Свети Јован Обсечен и така натаму. Следејќи го неговиот подвиг, затоа и верниот народ го слави со почит свој голем пророк, пеејќи во црковните песни вака: Крстителу Јоване, проповеднику на покајанието, кога твојата глава беше отсечена, ја освети земјата, зашто законот Божи им го објасни на верните, а беззаконието го уништи. Стојќи пред престолот на небесниот цар Христа, него моли го да ги помилува нашите души. Свети Фанури станал познат во 14 век на Родос, кога бил откриен стар храм. Таму имало многу оштетени икони, а меѓу нив била пронајдена многу добро зачувана икона, на која се читало неговото име, каде бил представен како војник, во десната рака држал крст, врз кој светела свеќе околу иконата 12 маченици, како што е вообичаено се сликат светиите. Поради значењето на овој светец, црквата овој ден го прогласила за строг пост, а годинава празникот ќе биде одбележан со пост со зејтин.
Тројца спасувачи и еден пациент загинаа кога досна синоќа се орна хеликоптер на итна помош во Словачка. Спасувачката служба Ер Транспорт Европа соопшти дека хеликоптерот се урнал во близина на селото Стрелниќе набрзо откако леталото Бел 429 полетало со пациентот со скршена нога кон локалната болница. Портпаролката на спасувачката служба Сузана Хопјакова изјави дека потрагата по урнатиот хеликоптер траела повеќе часови и рано изутринава бил лоциран во густата шума. Премиерот на Ерменија Овик Абрамјан на крајот на денешната владина седница објави дека поднесува оставка. Решив да поднесам оставка и да му се даде на председателот можност да состави нова влада, рече Абрамјан. Тој изјави дека е убеден дека треба да се мисли на заедничкиот успех и да се даде шанса на новата влада со нови пристапи да го консолидира општеството. Абрамјан стана премиер на 13 април 2014 година. Тој е подпредседател на Републиканската партија на Ерменија. Во областите на Солун и Пелопонес прогласена е воредна состојба поради поплавите предизвикани од дводневните поројни дождови. На состанокот во градот Каламата, на кој присуствуваше владина делегација, одлучено е да се преземат воредни мерки. До сега во поплавите животот го загубија 4 лица, а едно се смета за исчезнато. Спасувачките тимови успеаја да извлечат 24 лица во Солун, 29 се спасени во Лаконија и 21 во Месинија. Капитенот на фудбалската репрезентација на Македонија Горан Пандев заработува 800.000 евра годишно, додека играчите на Палермо, Трајковски, односно Несторовски имаат примања од 350.000, односно 400.000 евра. Италијанскиот спортски весник Газета дело Спорт во своето последно издание ги објави годинешните примања на фудбалерите во серија А. Сосем очекувано, нас највеќе не интересираат примањата на македонците во една од најсилните 5 лиги во светот. Без поголеми изненадувања, најплатен е Горан Пандев, кој во последната година од договорот со Дженова добива 800.000 евра годишно. Новата аквизација на Палермо, Илија Несторовски, има годишен договор во вредност од 400.000 евра, додека со најслаби примања е Александар Трајковски, односно 350.000 евра. На прво место на оваа листа е Гонзало, аргентинецот кој ова лето направи трансфер вреден 94 милиони евра од Наполи во Јувентус и ќе добива 7,5 милиони евра по сезона. УЕФА ги најави промените во Лигата на шампионите за сезоната 2018-2019, а веќе почна да ги открива плановите како ќе изгледа сето тоа. Како што е познато, 4 најдобри лиги ќе имаат по 4 директни учесници во елитното надпреварување и тоа ја отежнува работата на помалите земји. Меѓу нив нормално е и Македонија, која и досега имаше проблеми да помине едно коло, но во иднина тешко и да се дојде блиску до успесите на Вардар и Работнички. Имено од 2018 година, место 4 ќе има 5 квалификацијски кола за пласман во Лигата на шампионите. Македонските клубови влегуваат директно во второто, така ќе биде и во иднина, но ги очекува невидена голгота за евентуално да дојдат до завршницата во квалификациите. Првата квалификацијска рунда е резервирана за 4 најслаби лиги во Европа, а веќе во втората тргнува првакот на Македонија, заедно со уште 31 шампион. Тоа се вкупно 34 екипи, од кои 17 поминуваат во третата фаза и таму се приклучуваат уште 3 шампиони. Во четвртата рунда влегуваат 10 победници, плюс праваците на 13 и 14 пласираните лиги во Европа, односно вкупно 12 екипи. Од тука само 6 ќе се пласираат во последната фаза, каде ќе чекаат 2 шампиони на 11 и 12 пласираните лиги во Европа. За македонскиот првак ќе биде најверојатно тешко да го помине овој пат, бидејќи како и досега, поради слабиот рейтинг, уште во втората рунда квалификации за противник ќе добие силна екипа, како што беше претходните години, односно за противници ги доби Динамо и Бате Борисов. Ова беше се во дневникот во 16:30. Имајте пријатно празнично попладне со Канал Плюс.
Се гледаме повторно во третиот дневник, до тогаш останете со Канал Плюс и имајте пријатна вечер.